Добар ден, почитувани. Ја следите најновата Телма амбуланта. Дали стоматолошките заболувања се поврзани со болестите на срцето, дијабетесот и предвремените породувања? На кој начин исхраната може да влијае негативно врз евентуалните проблеми со оралното здравје? Колку често треба да се оди на стоматолог и какви се навиките на нашето население кога станува збор за оралната хигиена? Април е месец кога се истакнува важноста од раното откривање и превенција на оралниот карцином, како најопасно дентално заболување. Навременото откривање на оваа малигна болест е поврзана со редовните стоматолошки прегледи. На оваа тема денеска разговараме со научен соработник доктор Марија Антоновска, специјалист по ендодонција и реставративна стоматологија. Разговорот ќе започне веднаш по рекламите, ќе можете и вие да се вклучите со ваши прашања во програма. Останете на Телма. За оралното здравје во денешната Телма амбуланта разговараме со научен соработник доктор Марија Антоновска, специјалист по ендодонција и реставративна стоматологија, директорка на Институтот за јавно здравје. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добре ве најдов и ви благодарам на поканата. Се надевам дека ќе го задржиме вниманието на гледачите. За оралното здравје ретко се зборува како дел од јавното здравје. Зошто е тоа така? Па видете вака, за жал, оралното здравје се уште не се препознава како дел од јавното здравје, иако тоа би требало да биде така. Многумина не се свесни дека оралното здравје навистина може да влие и на други системски проблеми што можат да се јават кај луѓето. Се уште не е доволно развиена свеста за да може да се направи едно вакво поврзување и можеби не се зборува од причина на недоволна информираност, на отсуство на еден стратешки пристап или одредени недостатоци кои што се, да речем, на некој начин и детектирани во таа примарна мрежа на здравствена заштита, која што сметам дека во иднина можеби треба да биде еден од приоритетите, каде што еве оваа мрежа на примарна здравствена заштита, сите оние што работат, што се дел од таа мрежа, ќе направат нешто повеќе за да секој во својот дел за да можеме да ја развиеме свеста на едно повисоко ниво и да стане навистина тема како дел од јавното здравје. Какво е забното здравје кај децата и возрастните кај нас во Македонија? Според последните информации како институт добиваме одредени информации, ја следиме состојбата и последните истражувања покажуваат една зголемена, тоест висока преваленција на кариес, особено кај децата во школската возраст. И додека кај возрастните се забележува присуство на заболување на гингивата и парадонтот, што пак од друга страна придонесуваат за да одредени лица да ги изгубат на некој начин своите заби, што укажува на потребата на една поголема превенција и дополнителна едукација. Така, навистина се чести проблемите со непцата и со забите, особено кај повозрастните лица, а како влија лошата орална хигиена врз хроничните болести? Бидејќи обично не се прави такво поврзување, таква корелација. Да, тоа го споменавме на самиот почеток, дека едноставно свеста не е доволно развиена во оваа насока да се разбере оралното здравје како дел од јавното здравје и многумина луѓе не го поврзуваат со други системски болести. Секако дека влијае на и предизвикува лошата орална хигиена, одредени здравствени проблеми влијаат и се дополнителен ризик за одредени други системски заболувања, како што се кардиоваскуларните заболувања, одредени промени во бременоста, дијабетесот, поврзано е и со други респираторни системски заболувања, така да има и како значително влијание врз одредени системски заболувања оралното здравјето, со оралната хигиена. Што се случува со организмот? Навлегуваат бактерии низ непцето кое што е оштетено? Накратко би ги објаснила сите овие поврзаности, за да можеме и тоа на начин кој што би бил разберлив, нели, за сите оние што не гледаат во моментот. Споменав дека
постои корелација помеѓу оралното здравје и дијабетесот. И тоа врската е во две насоки. И самиот дијабетес влие врз состојбата на непсата пред се и на сите меки ткива кои што се во усната празнина. Исто така и гингивитот или пародонтопатијата исто така влие на контролата на дијабетот. Така да двонасочно е. Знаеме дека кај сите оние кои што имаат веќе дијабет, инфекциите во устната празнина се поголем ризик од инфекција во устата, раничките кои што би се појавили или одредени промени од било каква природа и од травматска, секако кај дијабетичарите зараснуваат многу потешко за разлика од останатите. И затоа овие луѓе треба да идат многу почесто на стоматолог од онаа веќе воспоставена пракса, тоест од нашите препораки што ги даваме како стоматолози, дека е потребно да доволно е 2 пати годишно да се отиде на стоматолог, кај оние што немаат веќе проблеми. Кај овие лица се препорачува тоа да е малку почесто, се со цел да се избегнат одредени промени кои што би можеле да настанат. Што се однесува до поврзаноста, тоест корелацијата на оралните заболувања и кардиоваскуларните заболувања, оние бактерии кои што се јавуваат кога имаме одредено воспаление во устната празнина, преку крвотокот можат да се пренесат и да дадат промени во циркулацијата, не само на непсата, туку да се пренесат и во системската циркулација и да предизвикаат одредени нарушувања, тоест проблеми, инфламации на самиот на артериите. И сето тоа, нели, кога ќе го поврзете, да не изгледа премногу страшно, но сепак постои како можност, може да настанат оштетување на артериите кои што можат да предизвикаат мозочен удар или инфаркт. Исто така промените на гингивите можат да влијаат и на зголемениот крвен притисок. Од тие причини потребна е, нели, добра орална хигиена и секако практика да се посетува стоматолог, се со цел да се избегнат овие работи. Значи, стоматолошките проблеми може да предизвикаат сериозни проблеми со срцето и крвните садови. Секако, да. Секако. И дури се препорачува секогаш пред оние интервенции кои што се и полесни и посложени кардиолошки интервенции, се препорачува претходно пациентите, доколку постои можност, да посетат стоматолог, да бидат исклучени сите оние фактори кои што во иднина би можеле да направат некој друг проблем, така да биде да имаат сите оние, да имаат едно санирано забало, како да кажем. И уште би ги споменала, нели, поврзаноста на оралното здравје со бременоста, тоест промените кои што можат. Обично се плашат да одат на стоматолог за време на бременоста, а често се јавува крварење на непцата или пак ќе се расипе некој зап. Вака сега, бременоста е една состојба каде што имаме една состојба на промена на хормоните кај секоја жена. Таа промена на хормоните е причината поради која што може да се јави гингивит, воспалување на непцата или пародонтопатија, поради што се препорачува, нели, да се и во бременоста, нели, доколку се јави било каква потреба од стоматолог, да не се плашат бремените жени да појдат на стоматолог, а најдобро е кога се планира бременоста во тој период да се посети стоматолог, значи, или пак во рана бременост. Тоа би биле препораките. Како стоматолошките проблеми би влијаеле на текот на бременоста? Па вака сега, стоматолошките, како што споменав... Значи може да има предвремено породување, споменавте. Да. Големината на плодот може да биде значи, засегната? Или да има предвремено породување, сите оние инфламаторни процеси што би се создале во устната празнина, повторно, нели, тоа е систем преку крвотокот може да дојдат до матката и да предизвикаат одредени предвремен пораѓај, кој што е, нели, несакан или мала родилна тежина на децата. Вака пластично, накратко објаснето, тоа така би изгледало. Така. Сега, кога станува збор за оралната хигиена,
Некои сакаат забите да ги измијат пред јадење, други тоа да го направат после оброкот. Но се советува да не се четкаат забите веднаш по конзумирањето храна. Зошто е тоа така и колку време по јадењето всушност може да се измијат забите? Идеално би било да се измијат забите и тоа се препораките после секој оброк, но како што споменавте, да не биде веднаш после оброкот, да се почека минимум 20 до 30 минути после оброк. Зошто? Од причина што во тој период на некој начин од самите киселини од храната и од што ги создава организмот, може да настане така наречено омекнување на глетта на самите заби. Тоа е заштитен слој на забот на дорешниот. Заштитниот слој на забот, така наречено да кажеме, и со самото тоа да предизвика ерозија на самите заби. Од тие причини препорачуваме да има четкање, но да се почека барем 20 до 30 минути после оброкот. Како правилно се одржува хигиената на забите? Колку пати во текот на денот е оптимално да се исчеткаат забите? Како што споменавме, препораките се после секој оброк, после 20 до 30 минути после оброк, минимум 2 пати во текот на денот, тоа е од саба или навечер. Препорачуваме нели сето тоа да биде од прилика 2 минути, дури кај дечињата препорачуваме во себе, им кажуваме или наоѓаме начини, тоа препораки кои што би биле интересни за нив, нели за да немаме одбивност од нивна страна, туку да им биде тоа интерактивно во како некој начин на игра, па да се земе, се препорачува да се земе некој песочен часовник, па да се сврти се додека не истече дечињата да ги мијат своите заби, понатака да си испеат една песничка во себе, или родителот да е до нив па заедно да пее, тој да им помогне да пеат некоја песничка, да им покаже како сето тоа да се прави. Истото се практикува да се користат нели помеки четки, паста која што користи флуор и така натаму. Треба ли да се мијат првите млечни запчиња веднаш штом ќе избијат? Да, апсолутно, препораките се Уште кај бебињата? Уште кај бебињата, со појава на првото запче, најдоцна година дена, до 1 година, веќе да се почнат тие навики, да се стекнуваат навиките за оралното здравје. Дури понатака се препорачува и дечињата да се однесат без било каква потреба да имаат од стоматолог. Нашите препораки одат во таа насока дека родителите, додека децата немаат се уште проблем со забите, да ги донесат неколку пати на детски стоматолог. За да се опуштат? За да може да запознаат машината, да се опуштат, да направат комуникација со стоматологот, уште од најмала возраст да се едуцираат, да стекнат една доверба кај тој стоматолог и да не се носат децата, бидејќи многу често се случува децата да се однесат на стоматолог тогаш кога ќе имаат проблем. И тогаш верувајте дека е крајно травматично за секој дете, дури за возрастен човек е травматично кога ќе отиде на стоматолог, нели сите се плашат од стоматолог, така да и дечињата кога ќе ги однесат веќе кога ги боли зап, тогаш се создава една траума кај нив и една одбоеност од стоматолог и во иднина представува навистина проблем. И затоа се препорачува да се однесат тогаш кога немаат проблем, за да можат пред се да се прави редовна контрола на истите, да се стекне довербата, но и да не се дојде до фаза каде што ќе имаат проблем, што е вака најважно. А како да се четкаат, односно се мијат забите, доколку постои парадонтоза, односно некаква болест или пак воспаление на непцата? Вака, обично тоа се препораки кои што ги даваат стоматолозите на самите пациенти, сите оние кои што ќе дојдат кои што ќе се јават на стоматолог поради одреден проблем со непцата, добиваат насоки како правилно да ги четкаат непцата, да ги четкаат забите, но нормално и непцата, во кој правец да се држи четката, да користат меки четки, каква паста да користат, во зависност индивидуално кај некои се препорачуваат пасти кои што некои имаат посензитивни заби, па се препорачуваат пасти кои што тоа би го регулирале. Че секој стоматолог дава одредени насоки индивидуално во зависност од потребите на
на пациентот. И секако тоа треба да биде, како што веќе споменавме, да е доволно долго времето, да не е ниту прекратко, ниту предолго. Затоа се препорачува некои 2 минути читкање. Може да се користат пасти, флорирани пасти со флуор. Многу често знаат сега да не прашаат дали се овие природните пасти добри, дали да користат паста со активен јаглен, колку е тоа добро. Нашите препораки до нив е сепак да се користат пасти кои што се со флуор во дозволени количини, додека за овие пасти кои што се со активен јаглен да не се употребуваат пречесто. Тие се можда популарни заради избелување на забите. Точно, тие даваат еден ефект на побели заби, но од друга страна зошто го даваат? Заради тоа што имаат абразивна способност и исто така можат да ја уштетат оваа глеќ. Кога зборуваме за глеќ, уште еднаш да објасниме дека тоа е оној првиот слој на завод, заштитниот слој на завод. Може да со често користење на овие пасти може да настане исто така абразија, тоест и ерозија на самите заби. Оние што имаат мостови или пак мобилни протези, обично сметаат дека нема потреба повеќе на таков начин редовно да ги мијат забите и да ги четкаат. Која е препораката до нив? Особено две различни работи се, особено но и кај едните и кај другите е потребна грижа. Како и за оние што имаат мобилни протези, без разлика дали се работи за парцијална беззабост или за тотална беззабост, сепак треба да се води хигиена, како и на оние заби кои што веќе ги имаат во устата, кои што се преостанати, да речеме, и грижа за непцата за оние пациенти кои што воопшто немаат ниту еден заб во устата. И кај едните и кај другите треба да се води орална хигиена, но исто така да се води хигиена на протетското помагало. Сега би се навратила кај оние кои што имаат мостови. Особено за нив е важна оралната хигиена, бидејќи самите тие протетски изработки се можност за задржување и ретенција на забен плак, кој што па од друга страна би довел до кариес или до одредени промени на непцата. Посебно треба да бидат тие внимателни во одржувањето на оралната хигиена и многу почесто да посетуваат стоматолог и да водат на некој начин и да си направат еден ултразвук на болести на уста, отстранување на забен каменец, бидејќи токму овие луѓе кои што имаат мостови, како што споменав на почетокот, имаат повеќе предиспозиции за кариес и за одредени промени на генгивите. Забен конец, да или не? Да, бидејќи тоа е еден од начините, заедно со интерденталните четкички, да се исчисти оној простор помеѓу два зава, да речеме, помеѓу забите. Но и тука би споменала дека да не се претерува во овој дел, да не биде тоа многу пати во текот на денот, да се внимава на начинот на кој што се прави тоа, да се консултира својот стоматолог како правилно да го направат тоа, бидејќи многу често па и се случува да претераат, да бидат прегруби во сето тоа и да направат дополнително оштетување на непцето, наместо да направат подобар ефект, се случува да претераат, да бидат прегруби, затоа е добро да се едуцираат како на правилен начин би го извеле сето ова. Споменавте колку често треба да се прават редовни стоматолошки прегледи кај возрастните, значи во зависност од состојбата на забите и непцата кај некој има потреба и почесто. А што е со децата кога значи рековте да се однесат на стоматолог кога немаат никаков проблем. Но кога треба да се направи првиот стоматолошки преглед? Првата стоматолошка контрола на која возраст? Реков дека од првиот момент, од првиот зап е добро да се отиде значи веднаш. Кај детски стоматолог? Да, кај детски стоматолог и да нема проблем, рековме дека препораките се тие. Но секако кога ќе излезе таа млечна дентиција, многу често родителите знаат да помислат или дека па ова се млечни заби. Не треба ни да се поправаат, не треба ни да се поправаат, да, што е сосема погрешно. Ќе паднат, ќе се заменат. Точно, тие ќе паднат, ќе се заменат, но постои период кога тие треба да паднат и да се заменат. Ако паднат порано и ако се не е добро, нели? Треба да се планира тој простор, понатака можат
да настанат други проблеми кај децата, доколку овие заби не се грижиме за млечните заби. Така да препораките и тука се да се грижиме како да ни се за секогаш овие заби, бидејќи си има точен период кога тој заб е онаа природна физиолошка смена. И доколку тоа настане порано, може да доведе до ситуации каде што останатите, мислам, она трајна дентиција која што треба да ја има секој човек, погрешно распределување на забите, па понатака ортодонтски проблеми. Да нема место да избие забот. Да нема место да избие забот или погрешно да биде поставен. Токму од тие причини дека ние тој заб сме го изгубиле пред време, сме дозволиле да го изгубиме пред време. Така да затоа ние препорачуваме да се третираат и млечните заби како да не се за секогаш. Има и редовни систематски прегледи наменети за децата од училишна возраст. Што велат податоците, ги носат родителите редовно на тие систематски прегледи? Па во некои оделенија е задолжителен тој систематски преглед и според нашите информации сите училишта се должни да го прават тоа во одреден период во соработка со превентивната здравствена заштита кај деца, кои што е во здравствените домови низ државата. И нашите податоци велат дека тоа се случува. Значи, се случува на онаков начин на кој што треба да се случи. Така да училиштата ги организираат овие редовни стоматолошки прегледи, но од друга страна сметаме дека тоа не е доволно. Сметаме дека во иднина можеби треба да се направи нешто повеќе за да се зголеми и свеста во самите училишта, да се направат напори за повеќе, да се подигне свеста на тоа ниво што ќе предизвика и самите деца и самите родители во иднина да не се базираат само на тие систематски прегледи, туку и да се воспостави една навика за редовни стоматолошки прегледи. Бидејќи споменавте во таа возраст има дошта често кариес, што не е случај во другите земји, особено во скандинавските, во западноевропските. Нашите податоци говорат дека имаме зголемена преваленција на кариес, токму кај овие школски деца. И од таму се наметнува потребата да размислуваме во иднина нешто повеќе во оваа насока. Што со флуоризацијата на забите? Дали таа се одвива со посакуваното темпо? Бидејќи некои родители одбиваат, стравувајќи од флуоризацијата. Вака, пред се сметам дека флуоризацијата во водата не е доволна. Таа е ограничена и така треба да биде во моментот. И тоа захтева дополнителна флуоризација, но и тука ќе најдете на повеќе теории. Она што е најчесто практикувано е дека треба да има дополнителна флуоризација, тоест да се користат пасти со флуор, нели, во оние дозволени количини, како да кажам, референтни вредности за тоа, и да се прави една импрегнација, тоест дополнително флуоризацијата, но во услови на стоматолошки ординации или стоматолошки... Заливки на забот, така? Не, тоа се премачкување на некој начин со флуор и тоа е исклучително да се прави контролирано во ординации. Не е само иницијативно, нели, дома луѓето да си го прават тоа на себе или на децата, туку тоа да биде се контролирано и организирано од страна на стручни лица во стоматолошките ординации. Обично се прави на трајните запчиња таа флуоризација? Па не, и на млечната дентиција. И на млечните заби, така. А што е со на флуоризација што некогаш се практикуваше додавање во млеко и слично? Сметате дека има потреба за такво нешто? Или не? Ова што го споменав е сосема доволно, да. И ги дава посакуваните резултати? Да, доколку се применува на начин на кој што се препорачува. Така. Какво е влијанието на цигарите, на тутунот, врз непцата и врз забите? Секако дека оние кои што се уживатели на тутунот и алкохолните пијалици... Бидејќи имаме навистина многу пушачи во Македонија. Да, последните информации, ние како Институт за јавно здравје особено сме фокусирани на таа проблематика и нашите податоци говорат дека е зголемен бројот на пушачи и нашата земја, споредба со другите земји, има навистина висока стапка на пушачи. Самото пушење и самиот
конзумирање на алкохол, секако и здравите начини на исхрана или нездравите начини на се еден од ризик факторите за појава на одредени орални заболувања. Конкретно тутунот, користењето на тутунот допринесува до појава, може да даде и орален карцином. Самите тие имаат, пушачите имаат повисок степен, тоест повисок ризик да добијат орален карцином. Од друга страна, лошиот здив, пребојувањето на забите, сето тоа е една од последиците кои што се јавува кај конзументите на цигари. Понатака, исто така да не заборавам дека пушењето има улога во циркулацијата на непцата, што негативно влијае врз циркулацијата на непцата, исто така како еден од ризик факторите. Понатака, користењето на алкохолот дава една сувост во устата, која што ева пластично објаснето, може да промени она биолошка флора што ја имаме, таа сувост, да го наруши оној природен баланс помеѓу така наречените добри бактерии што ги имаме во устата. Така да сето тоа негативно влијае врз оралното здравје. А што е со прехранбените навики? Можат ли тие да придонесат за потенцијални проблеми со оралното здравје? Секако, тоа е општо познато дека шеќерите, газираните пијалоци, нездравиот начин на исхрана, нередовните оброци влијаат врз оралното здравје, бидејќи шеќерите се основна храна за бактериите. Доколку ги конзумираме повеќе, има повеќе можност за да се развиваат, тоест да се размножуваат бактериите во оралната празнина. Понатака ги споменав оброците. Многу често знаат луѓето да грицкаат помеѓу оброците. Тоа е една недобра навика, бидејќи грицкањето помеѓу оброци исто така ја зголемува можноста за зголемување на проблеми со оралното здравје. Јадење во доцните часови исто така е предуслов за лошо орално здравје. Затоа препораките се во насока на тоа да се избегнува, нели да има една избалансирана исхрана со многу вода, со користење на здрави намирници, овошје, зеленчук, да не се практикуваат користење на многу шеќери, особено не во доцните часови или грицкање помеѓу оброци. Го споменавте оралниот карцином. Месец април е месец кога се подкрива свеста за потребата од превенција и навремено откривање на оваа малигна болест. Со што се карактеризира ова заболување и кои делови од устната шуплина најчесто ги зафаќа? Така, споменавме дека одредени нездрав начин на живот, одредени нездрави навики или недоволно посетување на стоматолог може да бидат еден од ризиците за појава на орален карцином. Сега сме во месецот април, каде што е месец за подигнување на свеста од оралниот карцином. Оралниот карцином е едно малигно заболување кое што се јавува во устната празнина, најчесто на јазикот, на внатрешниот дел на образите, на гингивите, на подот на устната празнина, грлото, тоест делот од грлото кое што е поблиску до јазикот и на некој начин од нашите податоци говорат дека исто така во периодов имаме зголемена преваленца на истото, на појава на орален карцином, така да нашите препораки се да се прави еден само преглед. Добро. Кај луѓето. На што да се стави фокусот на тој само преглед? Кои промени се сега, ризични? Како симптоми кои што можат да ги забележат луѓето се ранички кои што траат повеќе недели. Понатака промена на бојата на лигавиците, како што споменав, промена на бојата на јазикот, на внатрешниот дел од образите, на подот, на сите оние меки ткива кои што се во устата, може да се забележат одредени промени. Да не звучиме премногу страшно, не пак сите промени на бојата покажуваат на ова лоша малигна болест. Имаме малигна болест, но сепак доколку приметиме било каква промена
во бојата на лигавицата, подобро е да отидеме да се увериме дека тоа не е тоа кај стоматолог, отколку да чекаме дека само од себе може да промени. Особено треба да посетиме стоматолог доколку видиме дека имаме некоја раничка која што не зараснува повеќе време или да имаме некои проблеми со голтањето. Доктор Антоновска, да им дадеме можност на гледачите да се вклучат со нивни прашања во програма. Почитувани, од овој момент емисијата е контактна, слободно можете да се јавите на телефонскиот број што е испишан на екранот и да поставите прашање поврзано за темата на која што говориме. Во моментот акцентот го ставаме на оралниот карцином, еден од најопасните дентални карциноми всушност. Кои се ризик факторите кои што може да доведат до орален карцином? Споменавте пушење, пушењето, алкохол. Дали може би вирусите? Да, ХПВ-то е особено поврзано со најновите истражувања покажуваат дека има висока поврзаност помеѓу ХПВ-то и со оралниот карцином. Може би во иднина треба да се размислува повеќе за да се зборува на оваа тема, бидејќи сметаме дека не е доволно позната. Многу малку се зборува на оваа тема и поврзаноста на вирусот ХПВ со оралното здравје, но како што споменав, истражувањата покажуваат дека има голема поврзаност помеѓу овој вирус и оралните заболувања, оралниот карцином конкретно. Го споменавме тутунот, го споменавме алкохолот, нездравиот начин на живот, нели небалансираната исхрана, недостатокот на одредени минерали, витамини во исхраната, сето тоа може да придонесе за орален карцином. Секако да не ги исклучуваме и фамилиарните истории, да, генетските предиспозиции, стресот, динамиката во која што живееме, како и за секој друг канцер, така да би биле еден од ризик факторите и за оралниот карцином. Дали раната диагностика е клучна кога станува збор за овој карцином како и за останатите во успехот на лекувањето и дали болеста може да се открие на редовните стоматолошки прегледи? Апсолутно да. Затоа ние препорачуваме дури и кога немаат никаков проблем луѓето, најмалку 2 пати во текот на годината да се јават кај својот стоматолог, бидејќи може да постои некоја промена која што тие самите не ја забележале. Но секој стоматолог, буквално секој стоматолог, може да препознае промена која што ќе биде симптоматична, т.е. ќе укаже на постоење на одреден орален карцином. Дури и да не е тоа така, самиот пациент кој што е суспектен, стоматологот е должен да го препрати на понатамошни исследувања, т.е. проверка на одредени други проверки, лабораториски тестирања, биопсии и слично, како би биле сигурни и стоматологот, но и пациентот дека се работи за нешто друго, дека и да го исклучиме оралниот карцином. Имаме гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Прво ве поздравувам, а после со моето прашање. Ви благодарам, повелете. Околу забите на немцето, горното немце, ми се појавува црвенило веќе подолго време. Само околу забите, значи не се шири нагоре. Со чаеви, боливачи, жалси, се пробувам. Не ми поминува тоа. Одам редовно на стоматолог, ми ги чисти забите и самата докторката не знае што понатаму, како да превземам, за да ги залечам немцата. Така. Имам вилица на долното забало, а само на горното имам црвенило. Така. Што треба да превземам? Така, сега еден совет што би можело да се преземе во вашиот случај, докторке, што би советувале? Вака, пред се, јас би препорачала уште еднашка да појде кај својот стоматолог. Може би кај протетичарот кој што ја правил протезата, може би да го исклучиме тој момент дека протезата со тек на време, не знам колку долго пациентката, тоест гледачката која што се јавува, ги користи овие протези, може би да се настанат одредени промени, па самата протеза да е еден од факторите кои што ги предизвикуваат овие промени кај нејзе, нели? Со тек на време настануваат промени, особено нешто носат протези, па може би треба да го види и овој момент.
Понатака можеби треба да направи одредени микробиолошки испитувања, дали можеби одредени бактерии се причина за ваквата појава. Сепак, во секој случај, добро е да посети уште еднашка да поиде на стоматологот, да ги исклучат сите овие можни фактори кои што ги наведува гледачката во своето прашање. Значи, сепак уште еден преглед не би било лошо да се направи, за да се најде точната причина, не секогаш само испирањето со чаеви или пак со некои средства за дезинфекција на устата е доволно за да се реши проблемот. Колку е важна едукацијата во спречувањето на болестите на устата, на забите и на непцата? Многу е важна едукацијата. Тоа ќе кажам дека на самиот почеток споменавме дека свеста, поврзаноста за оралното здравје не е на доволно ниво, така да потребна е поголема едукација. Значи, здравствената едукација е клучна во превенцијата на болестите. Апсолутно. И затоа реков, се уште не сме ние во таква фаза каде што оралното здравје ќе биде дел од јавното здравје. Затоа треба да се прават едукации на повеќе нивоа, почнувајќи од предшколската возраст, школската возраст, па понатака и да се направат одредени системски промени кои што ќе... Некоја национална стратегија? Национална стратегија се постои како национална стратегија, дури постои национален координатор за сето тоа. Но националната стратегија не е доволна. Таа треба постојано да се ревидира, да се следат промените кои што настануваат и да се имплементира. Значи, материја која што постојано треба да трпи промени спрема фактичката состојба на теренот. А за да имаме фактичката состојба на теренот, треба да добиваме податоци и да направиме напор сите овие податоци да се слеваат на едно место како што би можеле да носиме реални и применливи национални стратегии. Сметате дека не е доволно оваа едукација што во моментов ја имаат децата во училиштата во однос на оралното здравје? Да, сметам дека може да биде подобра, секогаш може да биде подобра и мора да се направат напори сето тоа да во иднина биде малку повеќе. Јас знам дека сите имаат барем по еднашка и барем по минимум еден час кој што е посветен на оралното здравје, но еден како еден час ќе биде заборавен многу брзо. Затоа треба да ги потсетуваме децата од најрана возраст, како што споменав, почнувајќи уште од предшколската возраст, преку игри, преку едукација, колку е важно оралното здравје и оралната хигиена. А колкав е пристапот до стоматолог во руралните средини? И ова е поле каде што може да се направи нешто повеќе, бидејќи некои рурални средини немаат постојан пристап до стоматолог. Може би во таа здравствена мрежа која што постои да се најде решение како овие луѓе во руралните предели не периодично, туку целосно би имале можност за да посетат стоматолог. Така да тоа е моје мислење дека треба тука да се поработи, да се најде начин како повеќе да немаат парцијално присуство на стоматолог, бидејќи сите рурални предели во некој период имаат стоматолог, нели така е регулиран системот, но можеби треба да се направи нешто повеќе, овој стоматолог кој што го имаат неколку пати одредено, да е малку повеќе во нивното место. Можете ли да ни дадете примери за добро интегрирани стоматолошки практики во некои од земјите, во јавноздравствените политики? Па најдобро, видете, целиот здравствен систем насекаде не може да биде идеален. Значи, секаде има одредени работи кои што недостасуваат и не можеме, сензитивна е темата, не можеме да речеме дека имаме комплетен здравствен систем кој што може да одговори на потребите на луѓето, вклучително и делот кој што се однесува на оралното здравје, но најдобри примени и пракси се во скандинавските земји. Данска, Норвешка, Шведска, тие имаат многу поголем акцент ставено на превенцијата. Знаеме дека превенцијата за се е најважна, како подобро е, нели велат луѓето да се спречи отколку да се лечи. Тоа се одразува понатака на сите делови во системот, па дури и во
економскиот дел. Овие земји имаат голем акцент ставено на превенцијата, што резултира и се покажува како добар пример, кој што треба да се следи. Така, споменавте економски аспект. Кои се економските последици од занемареното орално, односно забно здравје, како за пациентите, така и за системот? Рековме дека е поврзано и со другите хронични болести, така да тоа би било дополнително оптоварување на системот, лекувањето, понатака отсуството од работа, тоа исто така влие на целата економија, како и се друго. Затоа и велам и оралното здравје треба да се фокусираме повеќе на превенцијата, едукациите и нешто што може да на кој што ќе заштедиме, како што се вели, на нема да треба државата дополнително економски да биде изложена на трошење на скапи лекови и одредени работи кои што биделе во оваа насока. Значи не е нормално со текот на годините во староста забите да се загубат и да се носат вилици или пак мостови. Бидејќи некои тоа го сваќаат како дел од животот. Со превенција и со грижа за денталното здравје, за оралното здравје, може се тоа да се спречи, така? Секако. Можеме, значи, луѓето треба да го завршат животниот циклус, препораките се со што е можно повеќе изгубени заби. А тоа може да биде. Не значи дека ако некој е возрастен, па некако следува дека нормално е да нема заби. Не е нормално, така да може забите да обстојат во устата доколку се води правилна грижа за сето тоа. Значи има низа проблеми за кои што постојат решенија, системски решенија, па кои се следните чекори на Институтот за јавно здравје во однос на оралното здравје? Институтот за јавно здравје е чувар на јавното здравје, така треба да биде, вклучително и на оралното здравје. Нашите идни активности би биле во оваа насока за која што зборевме, тоа е превенцијата. Како ние ќе знајдеме начин, ќе се обидеме да знајдеме начин во овие превентивни програми, да се вклучи повеќе и оралното здравје. Понатака во националната програма да може да биде да се вметнат оние работи кои што може би недостасуваат или би биле во насока на подигнување на свеста. Во нашите планови е предвидено да направиме една поголема соработка со здруженијата кои што се занимаваат со оваа проблематика, па заедно со нив да пробаме и преку вас медиумите да дојдеме до луѓето, преку социјалните мрежи, преку одредени активности, заеднички активности да дојдеме и до училиштата, да имаме почести посети во насока на зголемена едукација кај најмладите. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Едно прашање за докторката. Имам јас вилици. Меѓутоа, не сакајќи сум го гризнала јазикот и сега имам израсно. Што да преуземам? Ви благодарам многу. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Каде да се јави гледачката и што може се направи во однос на овој проблем? Ова е субјективно мислење од страна на гледачката, тоа е пациентот, така да сепак е најдобро да се посети стоматолог да се види за каков израсток станува збор. Стоматолог или пак некој специјалист за непца, за меки ткива? Доволно е да се јави кај својот стоматолог, тој ќе направи проценка дали треба да се направат одредени други исследувања на пациентката или ќе даде тој собствени препораки. Но сепак е ситуација која што вака на телефон не можеме да видиме зашто станува збор. Најдобро е сепак да појде на стоматолог за да биде се исклучено. Така. А чистили се тие загризи кога станува збор за вештачки вилици на образот, на јазикот и слично? Да, чести се. Чести се, да. И претежно се бенигни брзо завршуваат. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до водителката и до докторката. Имам едно прашање. На возраст сум од 70 години. Ми фатија забите парадентози и почнав да ги вадам. Меѓутоа извадив одреден број на заби и дојде до едно влошување на моето здравје. Како да кажам, една
прединфарктна состојба, така да кажам, и во Скопје ми ставија стен. Ми рекоа дека било од анестезијата, инаку имам и притисок и шекер. И сега ми рекоа, после 3 месеци не смем да ги вадам зъбите. Поминаа тие 3 месеци и повеќе, и сега сакам да продолжам да ги извадам и другите зъби, ми остана уште 5-6. Ми интересира, ми рекоа дека можам да ги вадам само во Скопје, мислам на клиника. Така. И сега јас сум во надвор од Скопје. Како сега да постапам? Дали да одам каде овој претходно што ми беше лекарот што ми ги вадеше и да му кажам да ми стави посебна мислам анестезија или пак морам во Скопје. Така, што се презема во овие комплексни ситуации, ви благодарам за вклучувањето во програма, што можете ти советувате на гледачката? Така, стоматолошкиот клинички центар е установа каде што најсложените ситуации на секаде од територија на Република Македонија ги препраќаат со упати на стоматолошкиот клинички центар каде што работат специјалисти кои што се обучени и имаат доволно искуство за да можат да постапат во секоја ситуација, дури и тогаш кога како да кажеме најсложена. Обично кога се работи за некој пациент кој што има стент или има одредени други кардиолошки проблеми, често знае да биде препратен во скопските клиники, каде што за понатамошни, нели, доколку се работи за понатамошни интервенции кои што треба да ги направи кардиологот, самиот доктор стоматолог од клиниката контактира со одреденото лице, тоест докторот кардиолог, и заеднички се договараат за понатамошниот третман, тоест исследување на пациентот. Значи, многу често се случува кога ќе дојде некој ваков пациент кај нас на клиника, секако секогаш е примен, бидејќи секој ден постојат стоматолози, тоест доктори кои што се одговорни, тоест дежурни да примат нови пациенти, дури кога и нема закажано кај нас, никој пациент не е вратен. Така да во истиот момент ќе се најде начин да се сконтактира со неговиот кардиолог и да се договорат кога е потребно да се направи и што е потребно да се направи од страна на стоматологот пред било која интервенција која што треба да ја направи кардиологот во иднина. Значи, вакви сложени интервенции се прават на стоматолошки клинички центар. Секако дека се прават и успешно се справуваме, се решава, да. И денешниот разговор да го заокружиме, значи оралното здравје не е само естетика, туку е поврзано со целокупното здравје на човекот, со сите внатрешни органи. Точно така, тоа би била и пораката дека оралното здравје не е само естетика, тоа е база на општото здравје, секако и на психосоцијалното здравје и така треба да биде и во иднина. Препораките се да се грижиме за нашето орално здравје, како и за целокупниот, како што се грижиме на начинот за целокупното наше здравје. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма Амбуланта. Ви благодарам на поканата, се надевам дека го задржавме вниманието. Почитувани, се гледаме секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути. Јас ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и имајте убав ден.